Практично уште не започната, Honda ја заврши кариерата на Acura ZDX и после само една година на пазарот го испрати во пензија. Овој модел, кој беше прв и единствен електричен во гамата на марката, беше развиен заеднички со General Motors. Иако купувачите тоа му го замеруваа, тој представуваше солиден старт на електричниот пат кон иднината, кој сепак се покажа како прекраток. Брз, просторан и опремен со модерни технологии, ZDX имаше потенцијал, но новите пазарни ветришта го оддуваа од дилерските ценовници, каде со своите $64,500 беше најскап во понудата. Шанса за преживување не му обезбедени тоа што како американски производ кој излегува од погоните на General Motors не подлежи на новите царини за јапонските возила. Пресуди бројката од само 7400 испорачани единици лани, за разлика од технолошкиот близнак Honda Prolog, за кој се определија скоро 5 пати повеќе купувачи. Надежите за електрификација на марката сепак не се изгубени. Летово беше представен новиот RSX, кој е развиен од експертите на Honda. Представува трет модел на новата Zero платформа и ќе се произведува во фабриката во Охајо, заедно со предстојниот заеднички модел со Sony. Амбициите поставени пред него ќе ги оправдува со напредната конструкција, која ќе му овозможи да биде полесен и понизок, што е инженерски предизвик заради сместувањето на батериите во подот на возилото. Ќе има и можност да напојува надворешни уреди, вклучително и цели домаќинства со сите куќни апарати. За задвижување ќе бидат задолжени два електромотора, кои својата сила ќе ја пренесуваат на сите 4 тркала. Ослонувањето ќе биде спортски подесено, а сопирачките ќе ги испорачува Brembo. Дизајнот е впечатлив, со ниска силуета, силни пропорции и смели детали, кои го нагласуваат атлетскиот став. Иако се знае дека ќе биде идната година, точниот датум на лансирање не е потврден. Исто и можноста да го видиме овој електричен купе кросовер во Европа секако под ознаките на Honda.